Иако добивале релевантни и ирелевантни пријави од многу сведоци дека апелацискиот судија Ѓоко Ристов им барал подкуп, обвинителството во овој момент со докази не може да ги поврзе зазиданите 350.000 евра со ниту еден случај кој тој го работел. Индиции постојат, но конкретни докази за предметите нема. Истражителите од обвинителството за организиран криминал 9 месеци ги проверувале формалните и неформалните искази на многуте сведоци. Првичните индиции дошле од белешки од АНАБА, но предметот контурите почнал да ги добива откако поранешниот државен правобранител Фехми Стафа беше фатен со 30.000 евра. Пари кои тој ги доби од сестрата на осомничениот Љупчо Пецов ѓаволот во случајот Синџир. Ниту Стафа, ниту Ристов не биле под посебни истражни мерки. Тоа значи дека истражните органи воопшто не ги следеле двајцата осомничени. Доаѓаат сведоци, кажуваат им се влијаело, па од предметите што се работат овде гледате дека навистина нешто се случува, па имате телефон што ќе ви се појави од некоја истрага, пример од некој затвореник, ќе го дадете во нашата лабораторија, ќе најдете интересни разговори меѓу затворениците. Не е само една дојава, туку се градеше мозаик околу 9 месеци. Контурите се исцртаа со истрагата против Љупчо Пецов ѓаволот од предметот Синџир. Не било возможно да не влезе ни ден во притвор, туку одма да добие куќен притвор. Објасни обвинителката Искра Хаџивасилева на брифинг со новинарите. 350.000 евра главно во банкноти од 500 и 200 евра се пронајдени од второбит. Првично се вршени претреси на 3 локации. На едната истражителите пронашле бункер во бетон кој во тој момент бил празен. Во вториот обид извршен е понасочен претрес. Родителите биле прашани дали во скоро време било реновирано во куќата, што тие го негирале. Забележени се различни плочки кои биле искршени. При мало кршење се појави дупка. Дупката се прошири надесно, почнаа да паѓаат пари. Рече обвинителката Хаџивасилева. На прашање дали Ристов имал непријавен имот, обвинителката Хаџивасилева одговори потврдно. Во однос на квалификацијата на делото перење пари, обвинителката објасни дека тука не станува збор за класично пуштање во промет на пари стекнати преку криминално дејствие, туку членот од кривичниот законник опфаќа и криење пари, дел кој поретко се применува. Во меѓувреме, Сдруженијето на судии побара темелна, прецизна и транспарентна истрага во која ќе се утврдат сите релевантни факти и околности, но и евентуална инволвираност на други лица. Доколку се докаже корупција, Сдруженијето се оградува од секој корумпиран судија. Сдруженијето бара целосно почитување и заштита на угледот и достоинството на честните судии, како и воздржаност од генерализации кои дополнително ја подкопуваат довербата на граѓаните во правосудниот систем. Сдруженијето на судии смета дека ваков принципиелен и одговорен пристап треба да биде применет и кон сите други општествени чинители и функционери кои се склони кон коруптивно однесување, бидејќи токму ваквите појави со години придонесуваат за губење на довербата на граѓаните во институциите и во системот во целина, велат од Сдруженијето. Инаку вчера одбраната и пред обвинителството и пред судот тврдеа дека 350.000 евра не биле на судијата Ристов, туку на неговите родители, стекнати од земјоделие, главно од работа на лозје. Ова тврдење не го убеди судот, кој одреди куќен притвор за Ристов. Истрагата продолжува, но дали во неа ќе бидат опфатени и други корумпирани судии, обвинителството засега не открива. Даниел Василев, Сител телевизија.